Обвинителство треба да си ги покрене. Јас се надевам дека ги покрене. Сите постапки треба да си најде сите пропусти во системот и да се покране постапка против секој еден кој што бил информиран согласно закон и согласно неговата работна позиција требало да постапи, а не постапил, пошто на крајот на денот не интересира зошто не постапиле. Фактот е дека не постапиле и треба да бидат казнети за тоа. Мора да бидат санкционирани. Зборуваме за општество без насилство, ставаме значки дека сме за нулта толеранција и ова точно мислам на оние, знаете точно на кој. Не на општата јавност, зборувам на сите тие во 16 дена активизам кампања што се сликаат цело време со знакчите и шалчињата протоколови. Тие гарантираат и зборуваат за нулта толеранција на насилство. Од една страна е обезбедување апсолутно софатен систем за заштита за жртвата, но вториот клучен и ушта поважен аспект е казнување на сторителите и казнување на сите оние кои што не постапиле согласно закон. Значи не е само заштита на жртвата. Со казнувањето на сторителите ние праќаме порака дека сме против насилство и дека секој еден кој што ќе проба да врши било каква форма насилство ќе добие казна. Затоа и на почеток го спомнав ова. Кажете ми каква порака ќе пратиме ние до генералната јавност, како држава, каква порака ќе прати МВР и ЈОЈО, ако го гона за загрозување на сигурност со 2 жртви. Со 2 загубени животи. Каква порака праќаме? Дека сме за нулта толеранција? Го гониме за загрозување на сигурност?